Повторно сме назад во студиото, уште еднаш добро утро да им посакам на нашите денешни гости. Тоа е Виктор Мичевски од Сдруженијето Конект и добро утро. И Давид Златевски од Сдруженијето за поддршка на луѓето кои што живеат со ХИВ. Добро утро. Рековме заедно посилни. Да. Така. Заедно посилни сите сега да испратиме една многу значајна, голема кампања денови за донирање, која што цело време може сите си се фалиме, се пофалиме дека ја пратевме, ја следевме, како Алфа телевизија ја поддржувавме и логично е сега да ја заокружиме. Виктор, ќе започнам од тебе како дел од Конект, кој што бевте организатори, умовите на целата оваа кампања. Ајде, како течеше се? Фантастична е кампањата, месец и половина се радуваме на настани на кои што граѓаните, бизнисите можат да донираат. Она што го работиме во Конект е да направиме една платформа во која што донирањето може да е сигурно, безбедно, да оди во правите раце и да се насочи кон граѓанските организации, оти тие се вистински партнери на граѓаните и ги знаат нивните потреби и носат решенија за промена на нивниот живот. Кампањата е дел од USAID проектот Партнерства за донирање и има две оски. Едната е самите организации си прават своји настани, ние сме нивни ментори, така имавме над 23 настани низ цела Македонија во месец и половина. За месец и половина. Прилично интензивно, во која што луѓето може на најразличен, па и забавен начин да се вклучат. Така имавме трки, чајанки, различни базари на кои што на забавен начин се донираше. Се уште во Конект се пребројуваме, но дојдовме до некоја сума од 1.300.000 денари, која што не само финансиски донации, туку добра услуги, волонтерски труд, сето тоа што е важно и секој од нас може да придонесе за поубав живот во својата заедница. Се вака ме нафали повеќе работи, би сакала малку да ги подетално. Ќе започнам прво 23, тоа е навистина голема бројка. Мислам дека досега се нема случајно нешто кај нас вакво. Да, е прва од ваков тип. Но она што мене лично вака уште ми е поинтересно е што се сите тематски различни. Да. И кој ги смислуваше? Се ги смислуваа самите граѓански организации. Ние имаме и мрежа од 120 организации кои ги учиме малце повеќе да работат на својата локална финансиска одржливост. Што тоа значи? Дека не треба да зависиме само од странските донатори, туку треба нешто да си правиме и самите. И дека луѓето ќе си кажат што ќе прават моите 100 денари, колку ќе донесат промена. Ама 1.000.000 по 100 денари значат многу. Така што ако се здружат донациите, тие навистина имаат сериозен импакт. Ние внимателно ги бираме тие организации, работат на различни теми, ги вклучуваат граѓаните кои што се најмаргинализирани во општеството и работат на менување на нивните животи. Не е само хуманитарното донирање, тоа е многу важно да се даде храна на некој, но уште поважно е тој да излезе од кругот на сиромаштијата. Тоа е вистинска промена. Оценка твоја лична за целава оваа кампања? Колку сте како Конект задоволни? Задоволни сме, се покажува дека кај нас навистина се донира, истражувањата тоа претходно ни го потврдиле, половина и од граѓаните и од фирмите во текот на годината донираат. Многу е важно да имаат платформи, тоа да го прават постратешки и позначајно. Така што добиваме секојдневно убави реакции и еве привршуваме со кампањата, па имаме и на што да ве поканиме. Да, ќе го зборуваме и за финишот, така, за фотофинишот, за големото финале. Мене што ме интересира, претпоставам, освен целта да се соберат средства кои што ќе одат, ќе споменеме точно каде ќе одат, значајно при ваквите настани кампањи да се разбуди она хуманото кај луѓето. Колку успеавте во тоа? Па луѓето се чувствуваат убаво. Голем дел од нив за прв пат волонтирале, за прв пат донирале и тоа е многу значајно. Затоа што донирањето е еден чин во кој што покажуваме највисока свест дека ние сме дел од нашата заедница и дека можеме самите нешто да направиме за таа да се развива.
Затоа често велиме дека донирањето е механизам на развојот и така тоа треба да се гледа. Тоа не треба да биде неплански адхок, треба да си размислуваме околу донирањето. Ни се буди чувството дека сепак сме луѓе. Да. Така, човечкото, за тој хуманост. Но, сакам да те потпрашам уште нешто, а тоа е често пати луѓето не донираат и од причина што некогаш се изгореле, што донирале на погрешно место, односно поради тоа што биле измамени. Како вие проверувате дали парите на вистина ќе отидат таму каде што треба? Така, за жал се случува и тоа и најверојатно повеќе одекнува од добрите примери на донирањето, но конекти затоа постои. Ние сме некоја алка на поврзување на донаторите со крајните корисници. Многу работиме со организациите и тие поминуваат низ темелни проверки, дури имаме и ознака за доверба, која што ја доделуваме преку проверување колку соодветни професионални стандарди организацијата применува. Секако различно е кога донирате во мала и голема организација и тие стандарди се разликуваат, но да, донаторите треба да си проверат. Барем да видат на интернет страницата дали таа организација постои, дали има информации за нивните активности, тоа ви е доволно за да си проверите пред да го направите чинот на донирањето. Малку да приватно да чепнам, дали некогаш ти си бил измамен? Дали некој се обидел? Јас сум од тие што се воде бармало по кафулињата и често кога ќе ми придат си поставувам неколку прашања. И сакам да видам, да, и на тој начин многу лесно си одлучувам дали е тоа легитимно или не. Вообичаено прашањата се околу крајните корисници. На кому ми помагате, на кој начин, што работите и на тој начин можете да се осигурате. Не треба да настапуваме со надоварба, секогаш треба да сме отворени, но да внимаваме и во овакви ситуации секако. Затоа сме тука и во Connect, многу лесно на нашата интернет страница, може да ги видите и список на организации, да си одберете, да видите која тема ви лежи на срце и со таа организација нели постојано да си работите, да помагате на различни начини. Така ќе бидете најсигурни во донирање. Едно од здруженијата со кои што соработувате е и здруженијето на Давид. Ајде малку да слушнеме нешто повеќе за него. Токму така, значи здруженијето Заедно посилни е единственото здружение во Македонија кое што работи токму со лицата кои што живеат со ХИВ и целите и дел од мисијата и визијата е токму да пружи поддршка на овие лица и да ги поддржи во сите процеси кои што се поврзани со нивното здравје, поврзано со ХИВ. Така, 1 декември, како е светски ден на СИДА, еден од најзначајните денови во полето на ХИВ општо, глобално, и е ден кој што секогаш ние се трудиме максимално да го искористиме за да ја зголемиме свесноста поврзана со ХИВ, затоа што верувам дека сите ние сме свесни дека кога станува збор за ХИВ, постојат премногу верувања, убедување, предрасуди и заблуди. Апсолутно. Веројатно затоа што историски така и почнало во моментот кога ХИВ се појавува како вирус, нема доволно информации за него, е непознат вирус и во тоа време се поставува една идеја дека ХИВ е еднакво на смрт, дека сите лица кои што живеат со ХИВ нема лек, нема начин како да им се помогне и дека тие во максимално рок од неколку години би починале. Сепак најголем дел од заблудите нели се поврзани со ова, затоа што денеска во модерно време, тоест во денешно време, постои ефикасна терапија за ХИВ. Што ова значи? Ова значи дека сите лица кои што живеат со ХИВ, веднаш по откривањето на нивниот ХИВ позитивен статус, може да пристапат до терапијата, која што најчесто вклучува пиење на само едно апче во текот на денот и ова апче или оваа терапија го потиснува вирусот до тоа ниво да дел од тестовите не може ни да го детектира самиот вирус во крвта, што значи дека ХИВ вирусот не само што не може да прогресира кај лицата, туку исто така ХИВ вирусот не може ниту да се пренесе.
Ова најчесто е главната точка на разговор со луѓето. Генерално прашањата се поставуваат баш во доменот на пренесувањето на вирусот. Идејата е дека можеби вирусот се пренесува подеднакво лесно или подеднакво едноставно како што беше ковид вирус, дека би можел да се пренесе само со седење до личноста, со споделување на прибор, седење во исти простори и слично. Тоа е дел од оние предрасуди кои што ги имаме поради недоволна информираност. Да, апсолутно. Затоа што првично би разлика лицето да не користи терапија. Вирусот не се пренесува на тој начин, но дополнително со користење на терапијата станува практично невозможно вирусот да се пренесе. Ова значи дека без разлика дали станува збор за незаштитен сексуален однос или станува збор за пренос од мајка кон дете, тоа не е возможно да се случи кога лицето користи терапија. Во однос на овие терапии, третмани што ги спомена, мислам многу ми е мило што се е сведено веќе на едно апче, но колку ги следиме светските трендови? Дали е она што се применува во светот е и кај нас на располагање на пациентите? Па да, голем дел од терапиите кои што се на располагање во светот се апсолутно на располагање и кај нас, но можеби не сите. И тоа е дел од работата на заедно посилни, затоа што ние се залагаме да не само имаме високо ефикасна терапија, туку да имаме најмодерната високо ефикасна терапија, што значи дека ние се трудиме и се залагаме да овие светски трендови ги следиме и кај нас да се набави најсоодветната терапија која што би имала најмал број на нуспојави. Со оглед на тоа што сме сведоци дека постојано има недостаток на лекарства за разни болести, за разни видови на пациенти, овде дали имате недостаток? Не, терапијата немаме недостаток и се нема случајно во изминативе години да терапијата се скрати или да лицата кои живеат со ХИВ не добијат терапија на време или испуштат да испијат дел од терапијата. И ние во пресред на 1 декември во моментов имаме изработена една кампања чија цел е токму да го таргетира овој момент. Ние живееме во време во кое што постои високо ефикасна терапија која што е многу достапна и нема прекини во неја. И прашањето кое што се поставува е окей, кога веќе имаме оваа ефикасна терапија, кој би бил следниот чекор. И ние со кампањата баш тоа сакаме да го направиме. Кампањата е под слоган Лек за ХИВ и наведум символично представуваме нови лекови за ХИВ кои што не се лекови за ХИВ затоа што не постои лек за ХИВ, но сакаме, идејата со кампањата беше да се навратиме на основните и најзначајни нешта кога станува збор за ХИВ. И како лек за ХИВ ние ги представуваме едукацијата, поддршката, тестирањето и користењето на заштита како еден пакет на основни нешта кои што секако би требало да ги применуваме, секако би требало да се тестираме, секако би требало да се едуцираме, без разлика на статусот на лицето, ние би требало да пружиме поддршка и разбирање, но никогаш можеби ги забораваме овие нешта и токму тоа сакаме да го постигнеме со кампањава, да се подсетиме на ова и да го поттикнеме фактот дека без разлика кој да е ХИВ статусот на лицето, затоа што сите ние имаме ХИВ статус, без разлика дали е негативен или позитивен, на крајот на денот е важно да се едуцираме за да не ги шириме овие неточни факти, да понудиме поддршка затоа што сите ја заслужуваат таа поддршка, особено лицата со ХИВ кои се соочуваат со дополнителна стигма и дискриминација, да користиме заштита за да бидеме заштитени, но и да се тестираме, затоа што тестирањето е всушност единствениот начин и најбрзиот и наједноставниот начин да го дознаеме нашиот ХИВ статус и дополнително согласно цели, затоа што постојат глобални цели да ХИВ епидемијата, да се стави крај на ХИВ епидемијата до крајот до 2030 година и главниот начин на кој што може да се стави крајот на епидемијата е доколку сите ние се тестираме, затоа што доколку се тестираме ќе почнеме со терапија и Добро да го закружиме овој дел со еден факт, се надевам дека е факт, дека луѓето кои што се заболени со ХИВ, со соодветна терапија може да живеат и тоа како квалитетен живот. Апсолутно. Тоа е добрата страна. Претпоставувам дека вашиот настан на вашето здружение ќе биде токму на 1 декември, сосема логично, така? Да, сосема. Што планирате? Логично, значи ние секоја година традиционално токму на 1 декември правиме добротворен или донацијски настан и оваа година настанот е всушност караоке забава која што ќе биде предводена од Огнен Јаневски и целта во текот на вечерта е да од една страна да биде забавно, да биде интересно и сите да пеат, ама од друга
друга страна да се подсетиме на каузата зошто го правиме тоа и конкретно настанота ќе прибраните донации ќе бидат искористени за околу 20 лица кои што живеат со ХИВ и се во исклучително неповолна социјална состојба и ќе бидат искористени на тој начин што ќе им се овозможи или олесни пристапот до терапија, одредени медицински проверки, исто така тие добиваат помош за основни прехранбени хигиенски производи. Конкретно караокето се случи и лани и го продолжуваме оваа година како одличен концепт. И баш како што кажавте, ќе биде на 1 декември, што е петок, се почнува 20 часот во лаунж бар Сома и секако настанот е од отворен карактер и би ни било драго доколку може да дојде секој кој што е заинтересиран, за да нели може да поддржи каузата и да донира со тоа. Да, Сузи, инаку да знаеш дека Давид ме покани да пеам на караоке, јас за доброто на посетителите нема да можам, така што еве тебе ќе те пратам за да не се обрукаме како Алфа телевизија. Тебе и Зовки ве земам на пракса за наредната година. Да, нас ни кажа дека може и во тимови, па да, ете, како представничка на Алфа. Така што може еден тим на Алфа. Може, амбициозно. Ни остана уште главниот завршен настан, Виктор. Да. Како ќе финишира оваа голема кампања? Голема кампања со добротворен базар на социјални предпријатија. Социјалните предпријатија се бизниси кои што профитот не си го делат, туку си го враќаат во својата социјална мисија и прават вистински промени. Некои од нив работуваат лица со попреченост, некои од нив прават нешто што е во доменот на екологијата, најразлични се мисиите, но на добротворниот базар ќе може да си купите производи од нив и на тој начин да донирате за нив. Така што убава прилика сите да си обезбедиме новогодишни подароци, најразлични производи од храна до торби што се направени од рециклирање на банери и така натаму, на вистина и иновативни производи ќе се случи во Eastgate Mall на 2 декември во сабота. Веќе во 11 часот сме отворени, но во 13 часот е забавниот дел и отварањето на програмата, ќе имаме и музички точки, ќе имаме и акробаци за деца и така натаму, ќе биде многу забавно и една можност исто да се заблагодариме на сите што донира и што ја поддржа кампањата Денови за донирање, ќе доделиме признание и благодарници. Значи цел ден забава, така што дојдете да ни се придружите. Ви го испланиравме викендот, во пекото одиме на донаторско караоке, во сабота на базар, да се дружиме и да донираме. И за самиот крај да ве прашам, дали ви е помалку жал што завршува се? Продолжуваме и понатаму, отворено е за донирање, значи, да се гледаме. добро. Оваа кампања е традиционална и секоја година ќе се повторува и сакаме едноставно така да биде. Донирањето не треба да значи Тоа е дека се целта, да не случува во заврши еден сега, да. период. Секој може да си најде организација што му е при срце, тема за која што се грижи, да ја негува на таков начин. Многу ви благодарам, дечки. Благодарам. Благодарам и ние.